Здраво, ова е 177-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Man Who Sold His Skin на Каутер Бен Ханија, во кој станува збор за Сем Али, глумен од Јахја Махајни, млад сириец кој што бега од Сирија во Либан за да го спаси својот живот за време на сириската војна. Таму се пресретнува со Джефри Годефрој, глумен од Коен Дебу, познат тату артист кој има намера грбот на Али да го искористи како платно на кое ќе нацрта свое уметничко дело, и Али се согласува на тој подвиг со цел да ја добие нацртаната шенгенска виза на неговиот грб и да може да ја пропатува Европа за да дојде до неговата сакана Абер, глумена од Деа Алиане, во Белгија, која живее таму со друг маж од договорен брак. Ово уметничко дело добива астрономски суми на уметничкиот пазар, се интересираат колекционери за неговото купување, а Али е обрзан според подпишаниот договор да седи неподвижно на плато музеите, затоа што е деклариран како уметничка поставка, а борци за човекови права се разгневени од објективизацијата и сведувањето на човекот на комодитет за тргување помеѓу богаташите, така што овој галериски експонат провоцира многумина. Режисерката Каутер Бен Ханија го посетува Лувр во Париз во 2012 година, кога се одбивала ретроспективна изложба на белгискиот артист Вим Делвоје. Таму ја забележува за прв пат поставката на Тим 2006 до 2008 година, кај што уметникот го тетовирал грбот на Тим Стајнер, кој седел на стол со соголен грб пред посетителите, рамо до рамо со Мона Лиза. Тим е продаден на германски колекционер на уметнички дела и Тим се уште е задолжен одредено време топлес да седи во галериите секоја година. Како што можете да заклучите од оваа предложка, реалноста некогаш е почудна од фикционото дело, создавајќи неверојатни представленија, кои имаат тенденција да бидат зачудувачки екземплари, кои се двојат со својата посебност. Оваа филмска формулација заговетува многу комплексни прашања на повеќе рамништа. Да го тргнеме на страна најочигледното, кое е социополитички мотивирано во историографски контекст, а таа постапка се однесува на сириската бегалска криза, чија што жртва е главниот лик, која има клучен фактор во ова дело. Меѓутоа, оваа инстанца не е само бегол корпус на начела со кои ќе се освојат поени кај селекторите на филмските фестивали поради својата актуализација, туку императив е на интригантен начин да се втемели оваа компонента и во предметот и тематската одредница на уметничкото дело, кое го создава артистот на грбот на Али, таа толку посакувана алегорична виза која планира Али да ја искористи за да го реши Шекспировиот љубовен проблем, согласувајќи се на побарувањата на модерниот Мефистофел. Тука веќе доаѓаме до проблематиката која што го тангира димензионирањето на уметноста и каде се незините граници. Имено, јасен фактор е дека има согласност за изведување на тетоважата од сопственикот на кожата, меѓутоа побудата на дилемите се однесува на експлоатацијата на човечката кожа, која што се преозначува како уметничко тело, се занимарува човекот кој што е нејзина привремена рамка и третиране како предмет кој е експониран во музеј, кој треба да седи мирен и да не реагира на сите провокации, затоа што и самиот е еден вид на уметничка провокација. Исправноста на овој подвиг дополнително се дискредитира кога ќе стане комодитет во елитистичките кружоци на вообразените колекционери, правејќи од Али уште поголем странец. Другиот во западниот свет, кој што е изгубен чинител во шупливиот и површен уметнички свет на снобови и хипокрити, предводен од ликовите како Сораја, собственичката на галерија, глумена од Моника Белучи. Артистот од реалноста Вил Делвоје дури и се појавува во филмот глумејќи лик од осигурителна компанија, а тетовираните свињи од филмот исто така се алузија на едно негово слично дело. Во својот избавлив перформанс, Јахја Махајни има задача да го подсети гледачот дека не е само рамка на тетовирана кожа, туку дека е човечко битие кое има емоции, заситен од суопарниот уметнички живот, но сепак со љубопитство да вкуси кавиер кој не го воодушевува. Нема потреба од дополнителна експликација на неговите мотиви за подлегнување на третманот, но насред давањето на согласноста се користи неговото тело, тој
западнува во безволност и разочарување од недобивање на афекцијата за неговата жртва која нема да може да ја пренебрегне. Во монтажата се соочуваме со изразита потешкотија која се однесува на балансирањето на трагичните со комичните секвенци, романтичните со хуморескните, во кои филмот иницијално мигновно западнува за да премине од една состојба во друга со секој нареден кадар, од стискање на акнина кожа, односно додека се реставрира уметничкото дело во наводници, до прикажување на осакатување на родител насреде видеоразговор. Едно уметничко дело не само што треба да има драматуршка поставеност, туку мора да има робустен и хомоген, односно кохерентен тоналитет, за да добиеме рафинирана творба. Музиката ја работи еден од најизвиканите млади туниски композитори, Амин Булхафа, кој амалгамира електронска музика со жичана оркестрација, вметната е и по некоја арија за тетовирањето да добие на вознес, така што делото изобилува со стратешки мапирани музички партитури за да се засили интригата. За кинематограферот Кристофер Аун ви говоре во освртот за одличниот Капернаум, кај што имаше задача да го долови натурализмот, а во ова дело тоа е само појдена точка за прикажување на Сирија, од кај што доаѓаат ликовите, но штом стапнат во галериите и станат музејски артефакти, се користи хиперстилизирано светло со продорни колоритни снопови на светлина, кои во една сцена ќе се обиде Али да ги заобиколи, не варе глуми во Mission Impossible, но тој вештачки LED спектар е потребен за да се постигне саканата атмосфера во изложбените салони, што е сосема наменски употребено и функционира во самото дело. Каутер Бенханија е режисерка од Тунис, која што се доедуцира во Сорбона и работи во Франција. Таа ја започнува кариерата со документарниот филм Ле имам вон а лекол 2010 година, во кој имамите треба да се дошколуваат и во секуларизам за модернизирање на исламот во Франција, прифатени од страна на Ватикан, кој се прикажа на ИТФА. Потоа го снима документарниот филм Ле Шале де Тунис од 2013 година за вагабонтот во Тунис кој се возел на мотор низ улиците и со брич во рака ги сечал задниците на случајните минувачки, навраќајќи се на еден Тунис пред револуцијата, филм кој играше во ЕСИД селекцијата на Кан, а потоа го снима Зајнеп Hates the Snow 2016 година за 9-годишната Зајнеп, која по смртта на таткото е пратена да живее во Канада, но одбива да се адаптира, продолжува да негодува и да го мрази снегот, кој беше прикажан во Локарно. Потоа започна да снима играни филмови, работејќи го прекрасниот Beauty and the Dogs од 2017 година за девојката, која по злоупотребата се обидува злостониците да ги донесе пред правда, меѓутоа дознаа дека тие се полицајци, кој беше прикажан на Uncertain Regard во категоријата на Кан, кај што се закити со награда за најдобар звук, а пред да го сними новиот филм го работеше краткиот комичен Shakes Watermelons од 2018 година. Новиот филм беше составен дел од Horizon селекцијата на Венеција, кај што се закити со Златен лав за најдобра машка улога, а режисерката со Едипора наградата, а потоа играше во Бордо, Токио, Севилја, Стокхолм, Софија, пред да биде дистрибуиран од Samuel Goldwyn Films и се избори за номинација за интернационален Оскар како представник од Тунис, кој тешко дека ќе може да се избори со another round за статуетката. Ако го занемариме мрзеливиот факт дека реалноста го има испишано ово невообичаено интригантно случување и олеснето работата на Каутер, сега го дека не можам да го оправдам наивниот и недоследен холивудизиран крај, кој иако доаѓа по два чина на измачување на ликовите, но повеќе одговара на некој шпионски или филм со грабеж отколку на еден артхаус продукт. Нема кој знае колку иновативен пристап во љубовната корелација, но таа е дополнителна нишка која се распослува во делото, за да не лута али низ светот. Во филмот се создава една шематска навика, во која се посочуваат именителите на проблемите, се скока од еден на друг и во ниту еден од нив не се продлабочува делото, за да ги разглоби и издвои причинителите за неговото настанување. Сродноста е очигледна со The Square на Рубен Ослунд, о поглед на концепирањето на екстремитетите во кои западнува уметноста и исмевањето на уметничкиот пластичен джетсет, само што нападната сцена на изложбата е многу посоодветно имплементирана во овој филм, отколку во The Square,
со многу посериозна сатира од вело басо на Ден Гилрој. Ова е филм во кој се жонглира со неколку значајни тематски целини, како што е сириската бегалска криза, предодредените бракови, од интерес, следувањето на човечкото тело како платно за нанесување на уметничко дело, со кое се порамнува едно човечко битие со останатите експонати во галериите. Филм кој со потешкоти ги балансира овие големи концепции, но фрла светла на тоа како денес се конзумира уметноста и на кој начин се третира уметничкото дело како нечи комодитет. Ако една слика 1000 зборови, тогаш што правиме со слика која на незината рамка има уста која може да ги изговори тие зборови? Ако морам да го еволуирам, тогаш The Man Who Sold His Skin од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 177-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!